Колку долго според вас проблемот со загадениот воздух во Скопје се игнорира? Па, речи си повеќе од 15 години. Се игнорира загадениот воздух, загадувањето. Ја како експерт од областа на шумарството, само ќе спомнам една работа, сакав сега да зборувам тука. Меѓутоа не може би. Еве имате можноста моментално. Од левица за градоначалник како независен, ама не. Така, добро. Една од најголемите грешки не само овде кај што се прави со циментарата и во Македонија е тоа што како една од главните мерки за спречување на загадувањето во борбата користат дека ако посадат, односно пошумат шума, го решиле. Тоа нема никакво значение. Мислам, пошумувањето е корисно, да има тие општо корисни функции, меѓутоа во борбата со загадувањето треба да се насочиме кон изворот на загадување. Овдека конкретно изворот на загадување е горењето на отпад, што предизвикува, така што било какви дрвја да ставиме, нема да го решат проблемот, затоа што и дрвјата се живи организми, затоа што и тие страдаат од загадување. Јасно не е она што се случуваше последниве години со киселите дождови во Европа, каде што многу од шумата им се исуши, што значи и загадувањето делува и врз дрвјата. Дали мислите дека институциите ќе сменат нешто? Ете, можеби не после првиот протест, но понатаму ќе се смени нешто, ќе се прочисти воздухот. Ако не се направи една стратегија и тоа на државно ниво, да кажеме, каде што сите ќе се здружиме, сите ќе бидеме заедно во борбата против, ќе го тргнеме интересот и политички, и личен, и материјален, тогаш можеме да се избориме. Треба сите да сватат дека чистиот воздух е природно право на секој да го има, да го користи. Колку долго според вас проблемот со загадениот воздух во Скопје се игнорира? Премногу долго. Премногу долго за да има било каква логика. Мислам, ова не е некоја научна фантастика ние да правиме муавет за ракети. Ова се многу пропишани стандарди има низ цел свет и мислам дека е срамота што до сега се нема ништо превземено на таа тема. Тоа значи дека и премногу пати си дошол на протести. Сум бил активен и порано, да, сега можеби не најактивен за волја на вистина. Дали ваквите протести мислиш дека може да извршат реален притисок врз институциите? Видете, ние сме во демократски систем, ние немаме друга опција, да можевме да отидеме да ја затвориме фабриката, тоа ќе бевме готови, ама немаме. Така да мораме со демократските системи, само што мора повеќе луѓе да се информираат и да се појават на протест. Дали мислите дека нешто ќе се смени, дека институциите ќе се разбудат и ќе се разреши овој проблем со загадувањето? Тоа разбудување на институциите го чекаме многу долго, ама некако ништо да се случи. Што значи тоа разбудување? Ќе вработат инспектори што ги немаат? Не може да се разбудат кога и самите ги немаат ни капацитетите, ни волјата да направат нешто. Така да не, ја мислам дека треба далеко поголема акција за да се разбудат институциите. Кажете ми колку долго според вас проблемот со загадениот воздух во Скопје се игнорира? Доволно долго за Козле да е полно со дечиња и доволно долго за градоначалниците да прифаќаат донации за училиштата од Усие. Страшно е тоа. Стоп за Усие. Дали ваквите протести може да извршат реален притисок врз институциите? Апсолутно да. Со овој ентузијазам и овие млади луѓе и сите тие што знаат зашто се тука, само посилно и јако. Одиме до крај. Што очекувате да се промени после оваа блокада, протест? Да бидеме упорни ние и ќе промениме многу работи. А мислите дека сигурно нешто ќе се промени? Овој пат да.